Нагрдуван со помалку паркови и зеленило, а повеќе градежни парцели и објекти. Со проектот Скопје 2014, главниот град ја доживува својата трансформација. Заедно со него и вербата на граѓаните дека зеленилото започна да се враќа. Но некои настани ја вратија недовербата и дилемата, што содржат проектите на хартија, а што во пракса. Ова е улицата Орце Николов после сечата на дрвјата од општина Центар. Запреа пилите, но оставија пустош, оштетени дрвја и сечени корени на тие што останаа и не се вклопуваат во планот, а сметаат на ивицата од тротоарот. Запреа и багерите, но остана прашањето колку од исечените дрвја на вистина биле болни, колку од тие што останаа ќе се разболат после штетата што им е направена. Жално е дека одлуките за да се удри врз зеленилото беа донесени преку ноќ, веројатно во некои канцеларии каде што луѓето си одлучиле дека зеленилото треба тука да го нема заради тоа што смета при инсталации, заради тоа што има пошироки корени отколку што во проектот е нацртано, заради тоа што некое можеби дрво било старо и опасно. Но мислам дека главниот проблем е таа некомуникација што се направи, односно на никој начин граѓаните не беа информирани дека тука ќе се случи сеча на дрва, тие дрва не беа обележани. Јас живеам во околината, можам да потврдам дека дрвата кои настрадаа воопшто нема знак дека ќе бидат сечени и дека се уништени. Навистина можам да потврдам дека за 2 дрва нивните стебла беа празни кога ги секоја, но за сите други дрва, за жал, личеше дека се само многу стари, дека се многу широки и дека проектот тоа не го предвидел. Граѓаните реагираа бурно, не биле известени за масакрот на дрвјата кој ги изненади во утринските часови. На вратите им закачиле известување за градежните работи за проектот, кој предвидува ослободување на тротоарите од паркирани возила, велосипедска патека, но не и дека ќе се сечат стари и болни дрвја. Шефот на кабинет на градоначалникот на Скопје, поранешен паркобран кој го бранеше зеленилото во минатото, тврди дека дрвјата биле обележани, а за нетранспарентноста ја обвини општина Центар. Таа комисија си ја врши својата работа на начин што го проценува дрвото и ако утврди дека е за сечење со дреч црвен спреј пишува С. Оно што се случи минатата недела е инвестиција, односно реализација на проект на општина Центар, каде што општината ги користи алатите на град Скопје и беше обврскана општината, како што ги известува комшиите каде да паркираат, како што ги известува дека не може да ја користат улицата, да пристапуваат до своите влезови и така натаму, така требаше да ги извести и за оваа сеча. И додека локалната и градската власт се натегаат, чија е одговорноста што граѓаните не биле известени за сечата на дрвјата на улицата Орце Николов, случајот уште еднаш не потсети да се запрашаме, сакаме зелен или бетонизиран град? Сакаме зелен или бетонизиран град? Градот во кој одвај се дише. Зеленилото е многу важен фактор. Дилемата е колку се прави плански и кој го контролира тоа. Состојбата е подобрена. Се враќа зеленилото кое беше запоставувано со години, но потребно е унапредување и грижа, и стручно и научно, вели професорот Мишко Ралев, председател на Асоциацијата на архитектите. Ако изградбата или градењето на архитектонски објекти или на други е резултат на една процедура, законска процедура, стручна процедура, каде што имате и контрола на квалитет на проектите преку ревизии, потоа секој проект мора да добие одобрение за градба, така и зеленилото мора да подлежи на проектантска процедура, да биде стручен проект кој што би требало да биде и контролиран и ревидиран и одобрен затоа што не секогаш
самото садење на зеленило е правилно и успешно. Тука уште се појавува и грижата за зеленилото, постоечкото зеленило, затоа што знаеме колку време треба тоа да се изгради. Нели? Токму тоа е сега денеска актуелно преку примерот на улицата Орце Николов. Прашањето е дали сме тука честни по однос на заштитата, негувањето на зеленилото и дали е направена вистинска дијагноза на зеленилото од аспект сега на шумарство. Изминатите години наместо зеленило и паркови никнуваа стамбени блокови, комерцијални и административни згради. Се уништуваше водно, шумата заради гасоводот, се сечеа дрвореди на разни локации низ градот, како на Илинденска или пред Бристол. Се појави и зајак на активизмот, протестираа, ја бранеа, чуваа и легнуваа пред сечата на дрвјата. Еден од најгласните и најупорни паркобрани сега од другата страна, како шеф на кабинетот на градоначалникот на Скопје. Сечењето и паркобраните знаеа дека дрвјата се сечат со причина. Паркобраните не ги бранеа дрвјата религиозно, за да бидат врзувани со нив и секој од нив да го сметаат како света крава, која што не може ништо да се направи. Паркобраните бранеа паркови и бранеа јавен простор. Јавен простор кој што од јавен требаше да стане приватен, односно да стане зграда. И паркобраните бранеа здрав парк со здрави дрвја, што е по тие три основи различно од она што се случи на Орце Николов. На Орце Николов има дрворед кој што ни во 5% не е пресечен. Пресечени се дрвја кои се стари, болни, опасни. Сите од нив со документ за сечење, издаден многу пред најавите на градоначалникот дека сака да ја реновира улицата. И она што е најважно, тој дрворед нема да биде заменет со зграда или со улица или со паркинг, туку ќе биде обновен. На истите места каде што се пресечени старите и болни дрвја, ќе бидат засадени нови. Активистката Белчева Андреевска, која влезе во Советот како независен кандидат од иницијативата во одбрана на Дебар Маало, вели дека општината Центар не го презентирала со проектот она што сега се случува на терен. Она што се испостави дека тука за проектот не е користена вистинско снимање на ситуацијата, ниту на дебелината, ниту на староста на дрвата, туку е превземен еден слој од зелениот катастар на град Скопје, за кој очигледно е дека не е ажуриран, дека тие податоци таму се стари и неточни, бидејќи таму сите дрва се обележани со иста широчина на стеблото, што значи дека ни проектот не можел да се направи со поквалитетни решенија, ако на лице место не се излезало да се провери. Професорот Рале вели дека закони има, но треба да се почитуваат. Законот за урбанистичко планирање, генералниот и деталниот урбанистички план предвидуваат зеленило по 18 метри квадратни по глава на жител, но се тоа треба да се контролира. Во насока на унапредување и новиот закон кој што со новиот закон се предвидува дури покачување на таа бројка, односно дека е потребно сега 20 метри квадратни по жител. Така што мислам дека некако во закон тоа постои, но повторно потребна е цела една регулатива која што ќе контролира и ќе негува, ќе одржува, затоа што гледаме, некаде имаме одржувано зеленило, но некаде е тоа напуштено, потоа погрешно засадено, понекогаш смета и на сообраќајните текови, на безбедноста на учесниците во сообраќај, поготово онаму кај што се пешачки премини, потоа неговата физичка структура, уривање на улици, на тротоари, доаѓање до опасност, односно небезбедност на корисниците, тоа се секако некои параметри кои што треба да ги задоволат проектите. Сепак, градот, таков како што е, се уште е ставен пред личниот интерес на поединци, бизнисмени кои често се во спрега со локалната власт. И покрај притисокот од јавноста и барањето да се суспендира планот во центарот на градот, кај паркингот на Холидей Ин, таму ќе никнат 2 висококатници и една деловна зграда.
Останува да се види дали на местото на поранешна фабрика треска ќе никнат 18 нови згради. Но рамнотежата на градот, хармонијата меѓу зеленилото и густо изградените згради е нешто на што сериозно треба да се работи во иднина. Господине Богдановиќ, сечењето на дрвјата на улица Орца Николов може би изгледа како еден наивен, изолиран инцидент. Но ако ја знаеме историјата всушност, особено на Скопје, значи со Скопје 2014, со систематското уништување на зеленилото, царството, дивењето на урбаната мафија, легализирањето на дивите објекти. Ако сето тоа го имаме, ако ја гледаме таа крупна слика, воопшто не изгледа наивно ова сечење на дрвјата и токму заради тоа и протестираат и невладините, и центарци, и граѓаните генерално. Добро, прво најмалку што сакам е да се споредува тоа што се случувало во минатото, а тоа е да се исече парк и да се настане зграда. Овде се заменуваат стари и сушени дрва, кои што и на самите слики се гледаат дека се шупливи и пропаднати, и се заменуваат со нови дрва, што е логична процедура и се случува во секоја општина, секој град и кај нас и пошироко. Затоа, кога ги слушав коментарите на опозицијата, дека еве исто и вие сечете дрва, не, ние отстрануваме дрва и засадуваме нови. И дрворедот, како што сум кажал од првиот ден кога ја најавивме Орца Николов, ќе си остане во истиот број, дури зеленилото ќе биде зголемено. Што значи тоа? Ако вие имате предупредување од граѓани дека тие дрва стареат, се сушат или се болни и паѓаат гранки и оштетуваат возила и може да предизвикаат било каква опасност, должни сте да излезете на терен, да направите решенија и доколку се констатира дека тоа дрво не може да се лекува, да донесете решение за отстранување. Јас само ќе напоменам дека такви реакции имало 15 години наназад, но никој не се осудил да ги замени тие дрва, а решенија имаме 2, 3, 5, зависност за кое дрво станува збор, имаме веќе решенија донесени за отстранување. И друго е прашањето сега, среќа што никој не настрадал до сега, бидејќи имаме чести ситуации после секој обилен дожд или силен ветер во нашиот град, да имаме дрва испопаѓани из територија на општина Центар или градот Скопје. Да. Така да, доколку сте имале решение и сте знаеле дека некое дрво е суво, а не сте го отстраниле, а настане некоја штета или па не дај Боже некој биде Ќе одговарате за убиство. Јасно ми. Вие сте биле свесни. Да. Значи, тотално сакам да се расчисти таа дилема. Општина Центар до сега ниту отстранила дрво за да направи зграда, ниту пак ќе отстрани. Но отстранува и заменува дрва таму каде што се стари и сушени, ги заменува со нов дрворед. Така. Она што ви се забележува всушност, оваа елаборација можеби е задоволувачка. Она што ви се забележува е дека не сте биле транспарентни. Не кажувате, заради тоа објаснив зошто се граѓаните причувствителни всушност за едно, некој би рекол едно обично дрво, за едни некакви дрвја на улицата Орца Николов, така. Но не сте, никому не сте тоа, не сте алармирале, не сте му го соопштиле и тука е проблемот. Разбирате, граѓаните сакаат дури и за најмалото дрво да бидат информирани. Се согласувам. Значи, ние генерално секогаш пред да било какво отстранување на суво, болно или како дрво сме правели известување. Тука известувањето стигна дента кога се отстрануваат дрвата и тоа го гледам како пропуст, пиар или било каков пропуст на општината. Но известување дека ќе имало отстранување на дрвата со решение и со дописки имале самите граѓани кои што живеат таму. И можете да гледате во дело од изјавите, сите луѓе вика едва чекавме да ги отстранат, бидејќи цело време само алармираме дека дрвата се стари и сушени, дека паѓаат гранки. Се согласувам, осетлива јавноста, после сите оние масакри кои што се случувале на цели паркови за да настанат згради или плоштади или било што, а се намалувало зеленилото, го разбирам тој револт и тоа ќе го поправиме во иднина. И за најмалото гранче всушност да имавме ние една таква информирате. ситуација каде што расте оние суви кисели дрва што и предизвикуваат лоша миризба
најавивме дека ќе се отстрана за да се засадат здрави прави дрва и тогаш луѓето реагира, ама после кога видоа дека уствари се засадува убав дрворед, тогаш сватија дека односно кога ќе го објасниме тоа, сватија дека навистина правиме нешто добро. Затоа се согласувам со тој факт и си го прифаќам како кривица. Но Значи, да, секое сеќање можете да излезете како градоначалник пред да има, како Тоа ќе го велите, правиме. таков масакар, да ја информирате јавноста. тоа и веќе од понеделник Тоа се плановите. имаме од понеделник една таква активност, каде што и самите дрва нема само да бидат обележани со С за сечење, тоа го прави од Паркови зелено, него ќе биде една информативна табла за состојбата на дрвото, направено од сите оние луѓе кои што го потпишуваат решението. Бидејќи имавме и таква реакција, се согласувам, ние ги доставивме решенијата до невладините организации, граѓанските здруженија и така натака. Секој од ими чекор понатака и се согласувам дека за секое дрво ќе обезбедуваме такви табли за да луѓето се уверат. Веруете, не би кога знаеме дека јавноста е толку наектрализирана за тоа, не би правеле Што е таков разбирливо. проблем. И со право. Го со знаете право, бекграундот, да. Со право, да. И она што еднакво се забележува е зошто се исушани овие, зошто се болни, самите рековте. Не можеле да се лекуваат. Зошто претходно не било алармирано и зошто воопшто никој не се грижал. Чија е грижата всушност? Орце Николов, Должноста за грижа. грижата за сервисно станбените улици и се што се наоѓа нив е на општината. Но Орце Николов е една посебна приказна каде што ние се грижиме, односно треба да се грижиме за нејзе, ама таму имаше градски паркинг, тоест градот Скопје. И сите средства кои што се собираа како комунална такса од платена паркинг услуга се префрлуваа во градот Скопје. Тоа значи дека таму ниту можело некој да се грижи, бидејќи најчесто до дрвата, околу дрвата имало паркинг кој што влијаело, не знам, се уништувало земјата, издувни гасови, се оштетувале дрвата и така натаму. Општина Центар требала да се грижи ли Општина Центар не можела да се грижи, бидејќи таму град Скопје се издаде решение за, му зборам ово уште пред да дојде Петре како градоначалник, уште од времето на Коце, си обележале паркинг места и наплаќале паркинзи. Ние после 2 години борба со проекти, инфраструктурни сообраќајни, конечно ја земаме Орце Николов под наша контрола и сега конечно системски се решава проблемот. Со наводнување, со ослободување на површините каде што се засадени дрвата и сега имате конечно и пристап да дојдете до нив. Претходно немало, пошто било кола до кола. Сега скроз се менува начинот. Јас искрено сум многу среќен што почна тој проект, бидејќи навистина 2 години работевме. Прво се намалуваат сообраќајниците за да се намали брзината на сообраќај. Сегде викаат зона 30, ама ако имате широка улица, секој нагазува со колата. Добро, тоа се плановите кои во детали никој нема да ги Ама со самото тоа реорганизирање се внимава и дрвата да бидат ослободени. Сега поминете по Орце Николов таму каде што е завршено, ќе видите како убав прстен има направено околу секое дрво, за да може да се храни, за да може да се наводнува ѓубри и така натаму. Претходно немаше. Зошто? Требаше ли толку време да помине? Зошто никој не мислел тогаш, кога се правела Орце Николов или кога се реконструира. Ја кога наследив, само била гребена и асфалтирана. Ова е целосна реконструкција и нормално кога правите целосна реконструкција, кога имате суви дрва, да ги замените со нови. Зашто ако правиш целосна реконструкција, оставиш труло се и што не се направи. Да. Ви благодарам. Фала и на вас. Бети, како изгледа грижата за зеленилото во Германија? Тоа е болна тема во Македонија и токму се бараат некакви варијанти, некакви хоризонти всушност како тоа изгледа во светот. Колку се грижите вие за природата? Па еве, ако состојбата треба да се опише со една реченица, тогаш таа од прилика би гласела многу. Например, што се однесува до дрвијата, не смеете да сечете ако тоа не е дозволено со постоечките прописи или не ви е издадена посебна дозвола. Тоа важи, впрочем, и за дрвијата во сопствениот двор. Ќе се обидам тоа малку и да го објаснам. Например, секој што има своја градина може слободно да ја дизајнира по желба, да се треваат цвеќиња, да прави езерца, но кога се работи за дрвијата кои се наоѓаат на еден имот, тогаш ситуацијата е малку поинаква, а слободата на сопствениците е помала.
Сечењето и заштитата на дрвјата, например, е регулирано со законски одредби и општински прописи засновани врз Сојузниот закон за заштита на природата. Ако сакате нешто да градите, а тоа го спречува некое дрво или дрвја, или пак дрвјата пречат заради друга причина во вашиот двор, тогаш во најголем број случаи за тие да се исечат е неопходна дозвола од властите. Притоа различните покрајни си имаат утврдено кои дрвја се опфатени со уредбата за заштита, колку тие треба да се големи и кога смеат да се сечат. Например, со уредбите за заштита на дрвјата во некои покрајни се опфатени дрвја со диаметар од 60 см, а во други покрајни дрвја со диаметар од 80 см. Инаку, општо правило е дека заштитата на растенијата и животните, односно птиците во период на вегетација или сезона на гнездење, имаат приоритет, па едно дрво може да се сече, например, само во доцна есен и зима. Генерално не е дозволена сеча од почетокот на март до крајот на септември. Кога се бара дозвола за да се сече некое дрво, например, надлежните органи бараат да се аргументира зошто се сече дрвото. Да се приложат фотографии од дрвјата, цртежи од димотот со видовите на дрвја, нивна висина, диаметар, да се наведе на која локација се наоѓаат, бројот на сите дрвја што ги имате на имотот, бројот на дрвјата што сакате да ги сечете и така натаму. Доколку ги сечете противзаконски, казните се големи и може да изнесуваат до 50.000 евра. Инаку кога станува збор, например, за дрвја на јавен простор, регулативата е исто така строга. Ако треба да се прави улица или објект, по правило прво се прават обиди постоичките дрвја да се вклопат во нацртите на авторите на проектот. Доколку сепак се бара сечење, тогаш на терен излегуваат представници на општинските власти, на организации за заштита на природата и на органите за патишта. Потоа се носи одлука за сечење, која најчесто е поврзана и со обврска за садење на нови дрвја. Се разбира дека има и конфликти и доаѓа и до разногласија во одредени случаи. Например, неодамна при изградба на еден пат во Миленбек, граѓанска иницијатива беше против сечење на 66 стебла долж патот кој што требаше да се гради. Откако за секое дрво поединечно беше направена проценка од страна на представници на иницијативата, на општината, на локални политичари и одговорниот орган за државни патишта, беше донесена одлука сепак да се сеча, но под услов да бидат засадени 205 нови дрвја, значи наместо 66 исечени, од кои 80 покрај новиот пат. Јас инаку можам да кажам и од собствено искуство дека понекогаш носењето одлука и сечењето на дрвјата трае со месеци. Например, покрај зградата во која што живеам требаше да биде проширена улицата и повторно асфалтирана, а на чиј крај, близу местото каде што се спојува со поголема сообраќајница имаше дрво. Почетокот на градежните работи на улицата чекаше речиси цела година, додека не беше сосема разјаснето дали, како и под кои услови ова дрво ќе биде исечено. Добро, а што се однесува бити до Зелената партија? Колку е таа моćна да се наметне во законските регулативи околу екологијата? Па, тоа е во нивната агенда, а моќта за менување на работите е вообичаено најголема кога си на власт. Зелените се партија која на сојузно ниво е во опозиција во моментов, но е во засилен подем и се надева на добри резултати на парламентарните избори на есен. Амбициите им одат дури до освојување толку гласови кои би им овозможиле тие да ја формираат владата. Меѓутоа, во моментов анкетите покажуваат дека конзервативците на Меркел не само што се со највисок рейтинг, туку и ја зголемуваат својата разлика пред зелените. И доколку дојдат на власт, зелените ветуваат дека ќе работат на намалување на издувните гасови за дури 70% до 2030 година, а за таа цел ќе треба да се забрза енергетскиот пресврт во земјата, кој е болна точка, и да се работи на користење на обновливи енергии и возење електромобили. Добро, ти благодарам, Бети, за овој разговор.